Bestfood представува компанија која што опстојува на македонскиот пазар повеќе од 35 години. Основана е од моите родители како тргоинженеринг и 2007 согласно дејноста претежна која што ја работиме се ребрендира во Bestfood. Bestfood е фокусирана на преработка на овошје и на зеленчук, познато како конзервирани производи и трговија. Палетата е многу широка на Bestfood, вклучува од корнишони, од цвекло, од ајвари, пиперки, лути пиперки, печени пиперки, се оно што може да се спакува во тегла. Производите од нашите маркети во Македонија до прекуокеански во Австралија и Америка. Годишно ниво околу 5 милиони тегли во моментот сме. Со инсталиран капацитет и искористен капацитет. Ние како дел од системот Македонија пливаме во овие бурни времиња. Успешно пливаме, тоа можем да го нашите резултати го кажуваат тоа, кои што од година на година се подобри. 2025 за нас, например, беше најдобра година. Така да предизвикот е прифатен и функционираме секоја година и се адаптираме на условите на пазарот. Па ништо не е премногу тешко и ништо не е премногу лесно. Значи, постои некој микс на комбинација на фактори. Значи, договорно производство. Bestfood организира договорно производство од 2004 година со проект на ФАО. И ги имаме истите кооперанти од 2004 па до денес. Така да не е тешко да најдеме репроматеријали, не е тешко да најдеме суровини, кои сме постојани, а и нашите соработници се постојани. Значи, Тргоинженеринг како компанија беше главен увозник на вештачки ѓубрива. И како вештачки ѓубрива работевме со земјоделски задруги. Земјоделските задруги не можеа во еден период на крајот на 90-тите да плаќаат средства и плаќаат во компензација со земјоделски производи, ама преработени. И со самото завршување на едниот бизнис модел, ние направивме класична change of business model. Значи, отидовме од трговци во производители, увидувајќи потребата на конзервирани или преработени производи на пазарот во Македонија и во странство. Впрочем, македонската конзервна индустрија, податоците кажуваат дека секоја година е во значителен раст. Една од малкуте индустрии која што може да се пофали дека функционира. Македонските производители се сите врзани во здружение на производители за овошје и зеленчук и сите тие континуирано од 2002 бележат раст. Посебно сме горди што успеавме така да функционираме до ден денес, ама сами не можеме така да функционираме. Значи, благодарни сме на екипата која што имаме, на менаџерскиот тим, на вработените. Ние секоја година имаме јубилејни вработени веќе. Значи, постојаните вработени, стручниот менаџерски тим е ова што сме ние денес. Без нив нема да го има Bestfood. Значи, Bestfood има 74 постојани вработени, кооперанти има повеќе од 200. Кооперантите се, например, во Струмички, Радовишки, Прилепски и Битолски регион, дел Скопски. Предизвик е да се развива бизнис во мала средина како што е Радовиш, но, како што кажав предходно, постојаните кооперанти ја увидуваат потребата да растеме заедно, да воведуваме нови семиња, да растеме нови култури, нови производи и да се ускладуваме заедно
нашите потреби со потребите на пазарот. Значи, Безфуд располага со комплетна инфраструктура за откуп, преработка, складирање на готов и на полупроизвод, складирање на репроматеријали, погони за ферментација и сето тоа на локација во Радовиш. Концентрирани сме на 2 локации. Млекара Ѓорѓеви се роди сосем случајно. Значи, во 2005 година Безфуд имаше очајна потреба од простор. Простор никаде немаше, освен во нашата непосредна близина. Постоеше банкротиран субјект, Млекара Радовиш, со целата опрема внатре. Од 2005 до 2009 се убедувавме никако да не почнеме да работиме со млечен бизнис и да не правиме портфолио на бизниси. Но 2010 одлуката да почнеме доминираше. И така да на Ден Ѓурѓевден 2010 почнавме со скромни 300 литра млеко на ден. Денес млекарата, например, произведува до 15 тони. Денес откупуваме овчо млеко во целиот регион. Денес имаме кооперанти за козјо млеко, кои што исклучиво со нас соработуваат. Денес веќе инвестираме во кооперанти во развој на своите стада. Така да, од срамежливо 2010 до денес во 2026 можем да кажем дека полека, но сигурно се етаблираме на пазарот. Конкуренцијата не доаѓа само од Македонија, конкуренцијата доаѓа од сите околу нас. Конкуренцијата од регионот, нашиот пазар е преплавен со регионални производители и производи, и не само регионални, светски брендови. Така да конкуренцијата не е само Македонија, не е само регионот. Сериозни млекари во Македонија се 20-тина. И како такви функционираат, дел се подобри, дел се, да кажеме, во вторите 10. По реализиран турновер годишен. Ние сме тука некаде на средина. Од регионот, двете регионални млекари се тука некаде на средина. Млечните производи се комплетно различни од преработките на овошен и зеленчук. Тие се пласираат регионално. Во моментот имаме инвестицијски циклус во млекарата, кој што со заокружувањето во наредните 2 месеци очекуваме сертификација, а со самата сертификација излегување на европските пазари. Во моментот ние извезуваме успешно во Босна, во Србија, во Косово и во Австралија. Тие не се извозни пазари. Имаме некои мали количини извезено во Обединетите Арапски Емирати, ама тоа се во трети земји, како дефиниција, не ЕУ. За почеток, значи, директна соработка со 400 кооперанти, кај млекарата и кај преработките. Значи, 400 фамилии директно комуницираме секој ден. 400 или, да кажеме, 20 од нив веќе прераснуваат во компании, мали, кои што успеваат да зимат, да аплицираат, да добиваат европски грантови, например. Да аплицираат на програми за ПС или како и да се достапне во моментот. Исклучително битно е секој чинител да постои во системот, посебно рурално, кога ги збориме. Значи, голем дел од сите тие кооперанти се рурално. Многу мал дел живеат во град. Постои прво и основно правило, никогаш не се доволни, секогаш може подобро. Ние успеваме некогаш подобро, некогаш полошо да користиме од тоа што се нуди на пазарот, како од финансиските институции. И од тоа ни зависи начинот на кој се позиционираме на пазарот. Во случај да користиме подобри средства, имаме подобри резултати. Достапноста до случај да е полесна, успеваме да направиме повторно подобри перформанси. Иновација на нов производ
или развој на нов производ, најчесто произлегува од самите барања на нашите клиенти. Клиентите се тие први кои што го добиваат повратна информација од пазарот и врз база на кој ние се ориентираме и добиваме и даваме резултати после тоа. Во преработките потребно околу година дена. Значи да го избереме вистинското семе, да го донесеме вистинското семе, да ги најдеме правите фармери, да го посадат, да го одгледат, да го откупиме, да го преработиме и да го ставиме на пазар. И дури следната година ние веќе ги имаме резултатите. Така да, од година на година е полесно. Во почеток сето тоа да го направиш беше многу комплицирано. И 2004 кога почнавме со ФАО, ФАО воведе во Македонија договорно производство на пиперка. До тој момент никој не воведуваше договорно производство на црвена пиперка. Сега ние воведуваме црвена пиперка, ама други видови. Полесно е кога еднаш веќе ја знаеш целата процедура да го направиш по втор пат со сличен производ. Ние како групација сме постојано присутни на сите меѓународни сајми. Во изминатата година учествувавме на сајмот во Абу Даби, на сајмот во Германија, Ануга, кој што се одвива на 2 години. Учествувавме 2 пати на Белградски сајм во Србија како регионален, еднаш во Сараево, еднаш во Атина. Значи имаме околу 6 или 7, не знам колку манифестации само за 2025. 2026 веќе учествувавме на една сајамска регионална манифестација во соседството. Има Open Balkan, учествувавме, а не очекуват уште сајми. Значи секоја година без учество на меѓународни изложби на сајмски манифестации не е возможно да пронајдеш нови клиенти. Со сета сила да се вложиш во тоа што ќе го работиш и секако за почеток мора да го сакаш тоа што го работиш. А ако го сакаш, вложи се и ќе има резултати. Без да го сакаш, без да се вложиш, не можеш да добиш резултати. Коцките сами ќе се сложат една до друга.